Секој ученик во основно и средно училиште мора да има оценка по предметите до 20 ноември. Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието ги известија наставниците за процесот на оценување на учениците. Новата нормалност поради пандемијата со коронавирусот предизвика низа потешкоти во воспитно-образовниот систем. Онлайн наставата представува проблем оти директниот контакт на ученикот и наставникот е спречен. Така ќе биде отежнато и оценувањето. Но МОН апелира до наставниците да се прилагодат на оценувањето согласно учењето на далечина. При формирање на оценката ќе се следат упатствата утврдени од Бирото за развој на образование на почеток на учебната година. Наставниците тука имаат јасно утврдени насоки со кои ќе се заштити квалитетот на процесот на формирање на оценката. Во случаите каде што од различни причини не може да се формира оценка онлайн, треба да се организираат индивидуални средби со овие ученици преку наставниците кои ќе ги следат нивните постигнувања и ќе ја формираат оценката. Колку ќе бидат реални оцените не се знае. Совети за наставниците има, но дали во пракса ќе се оценува транспарентно останува да видиме. Од Бирото за развој на образованието бараат од наставниците да даваат задачи за кои нема да може да се најдат одговори во наставните материјали и да има засилена контрола на времето кое ќе им биде дадено на учениците за решавање на задачите. Од МОН велат дека онлайн учењето било предизвик, но со тоа ќе се направил исчекор во оценувањето. Акцент ќе се ставило на посложените процеси како разбирањето и помнењето на учениците.